Благодарам, почитуван председателя, почитуван заменик министар, колеги пратеници. Би сакала да се вклучам во дебатата околу буџетот за 2015 година и покрај тоа што не сум член на Комисијата за финансирање и буџет, но ќе дискутирам од областа на транспортот, бидејќи сум член во Комисијата за транспорт и врски. И дозволете ми на самиот почеток на вистина оваа атмосфера во која што денес расправаме по однос на буџетот многу се разликува од она кога расправавме по однос на буџетите во минатите години, кога имаше на вистина жестоки дебати, бурни дебати, конкретно посебно тука во Комисијата за финансирање буџет, но морам да го истакнам и конструктивниот пристап од страна на Министерството, од страна на министерот, заменикот министер, кои што секогаш беа спремни, отворени, транспарентни кон сите сугестии, барања, мислења од страна на сите пратеници, од сите политички партии и во насока на прифаќање на нивните конструктивни забелешки. Но и ние пратениците овдека во собранието, а секако верувам и граѓаните, бевме сведоци на многобројни критики кои што беа искажани од страна на опозицијата. И по мое мислење повеќето од нив, верувајте, беа и неосновани, неаргументирани, беа искажани само со една единствена цел да се девалвира напорот кој што владата на Република Македонија го прави во сферата на економскиот развој. Секако ќе се запрашате зошто биле тие нивни дискусии неосновани. Секоја година кога расправавме по однос на буџетот, нивните изјави беа дека се работи секоја година за мегаломански буџет, дека не кореспондира со реалната ситуација на терен, дека проекциите за истиот биле изведени од ракав, дека го правеле нестручни луѓе, дека токму таквото конструирање на буџетот било и основниот фактор зошто Република Македонија била во ситуација во која што се наоѓала годините наназад. При тоа никогаш не ги земаа во предвид вистинските причинители за одредени ситуации во земјата, таа светската економска криза и европската должничка криза. Ако за останатите држави во Европа, па и пошироко, овие два причинители беа основните причинители за ситуацијата во нивните економии, кога се разговараше за економијата и за економските параметри во нашата земја, тогаш, според социјалдемократите и покрај тоа што не се тука, во Република Македонија таквата ситуација не била резултат од светската економска криза или европската должничка криза, бидејќи за нив Македонија беше во едно стаклено звоно и никако овие причинители не можеа да ја зафатат. Кризата во Македонија била, според нив, единствено предизвикана заради неадекватната политика која владата на Република Македонија наводно ја водила на полето на економијата. Значи, дискусии базирани исклучиво на девалвација, нереалност и во насока да се изманипулира јавноста. Но за наша среќа во економијата зборовите и не се толку важни, важни се нели бројките, важни се параметрите, процентите, графиконите, реалните факти и анализите кои што треба да бидат базирани на реалната ситуација на теренот. Но сепак можам и овдека уште еднаш да потенцирам и да изразам жалење што пратениците од опозицијата не се денес присутни на денешната седница на комисијата, бидејќи важно е во секој случај да се слушне сечиво мислење, значи од сите пратеници, од сите политички партии по однос буџетот за 2015 година, бидејќи како што и претходно напоменав дека имаше навистина конструктивни забелешки од страна на пратениците од опозицијата. Пратениците секогаш имале сериозен пристап кон овој стратешки важен документ и многу често моите колеги во нивните дискусии го користат епитетот дека буџетот на вистина е крвотокот во едно општество, што тоа е вистината. Од него зависи непреченото одвивање на сите сегменти од општественото збиднување и затоа се дава посебно внимание не само од пратениците, да прецизирам, него се разбира од македонската и од меѓународната јавност. Оно што го слушнавме од министерот господинот Ставрески во неговото експозе вчера, кое што беше тука на Комисијата за финансирање и буџет,
Може да биде, верувајте, само една потврда за граѓаните дека и во 2015 година владата посебен приоритет, односно подршка на она што се вика основа за континуиран економски развој и економска стабилност на државата ќе даде на стопанството и приватниот сектор преку капиталните инвестиции со посебен акцент на градежништвото, секако и на земјоделието, извозот, странските инвестиции, бидејќи сето тоа е поврзано со стандардот на граѓаните. Буџетот на Република Македонија, како што напомена министерот, е направен врз основа на една сеопфатна анализа и верувам дека бара многу посветеност, многу знаење, многу умешност, предвидување на многу ситуации кои би можеле да се случат во текот на една година, не само во нашата држава, него во регионот и пошироко, и сето тоа правилно ќе се вклопи изменаџира за да се добијат успешните проекции на општо задоволство на сите. И затоа сме сведоци во изминатите години, секако во 2014 година, каде што имаме позитивни параметри, речиси во сите сектори. Но кога ќе си ги анализирам годините наназад, верувајте, не само кај мене, туку и кај граѓаните на Република Македонија се јавува потполна доверба во тимот кој што го креира буџетот веќе 8 години поред, бидејќи тој тим успеал да извлече нашата земја од една ситуација од која и дури по големите економии во светот и во Европа се уште не може да се соземат од ударот кој што светската економска и европската должничка криза им го нанесе. Тоа го говорат компаративните анализи, истото го потврдуваат и реномираните меѓународни институции, експерти од областа на економијата, дека токму овај тим на многу мудар, стручен, интелигентен начин успеа не само да го амортизира силниот удар на кризата, туку и најбрзо од регионот да ја надмина и да направи најдобри резултати по однос на економскиот раст и бруто домашниот производ. За тоа говорат параметрите за европската економија, која покажува негативни знаци во 8 земји, пат на индустријското производство, како причина секако тука се наведува негативните трендови во германската економија и секако случувањата во Украина. Наспроти ваквата слика, ситуацијата во Македонија бележи раст од 4,3% во вториот квартал ова година, и ова беше од клучните моменти, како што истакна и министерот, што се овозможи да се покачат и пензиите и платите во насока, да им се овозможат подобри услови на нашите граѓани. Ги чувме параметрите врз основа на кој што е заснован буџетот во 2015 година, проектиран за раст од 4% од бруто домашниот производ, инфлација на ниско ниво од 2% и буџетски дефицит кој е понизок од годинашниот и ќе изнесува 3,5%. Бидејќи сум член на Комисијата за транспорт и врски, јас ќе се задржам во тој дел, што се планира во буџетот 2015 година во ова сфера. Значи, акцентот на буџетот и во ова сфера во 2015 година се поставува и се осврнува на капиталните инвестиции, и затоа се обезбедени 340 милиони евра кои ќе бидат наменети за континуиран развој и обновување изградба на патната, железничката инфраструктура, секако овдека припаѓаат и капиталните проекти од областа на здравството, од областа на образованието, земјоделието и други општествени гранки. И како најголеми капитални инвестиции или проекти од областа на инфраструктурата, добро е да се издвои коридорот 10, за кој што зборуваа и моите колеги и министерот, за кој ќе се вложат вкупно 3,4 милиарди денари, железничката инфраструктура 1 милиарда и 311 милиони денари. Она што е од исклучително значење за граѓаните, тоа се средствата нели кои што ќе се одвојат на нивно задоволство и за нивните најгорливи проблеми, проблемите поврзани со комуналната инфраструктура, и за таа намена, за да се излезе во пресред на потребите на граѓаните, во буџетот за 2015 година е предвидено 1 милиарда 765 милиони денари за водоводна мрежа, пречистителни станици, односно комунална инфраструктура. За развојот на општините се предвидува вкупно 600 милиони денари, за гасификацијата исто така ќе се вложат 258 милиони и 817 илјади денари. И она што ни е најважно за економскиот развој, тоа е за доизградба на технолошко-индустријските развојни зони се предвидени 535 милиони денари.
И самите сме сведоци нели на голем број заинтересирани странски инвеститори кои што доаѓаат да инвестираат во нашата земја заради поволните услови, сигурниот економски раст во нашата земја, стратешката положба се разбира Република Македонија која што има во европскиот регион, добрата бизнис клима, значи одлучуваат инвеститорите да доаѓаат во нашите ТИР зони и да овозможуваат зголемување на работните места, намалување на невработеноста и потикнување на развој на дополнителни услужни дејности. Има уште еден неповиден факт во корелација со ТИР-зовите, а тоа е дека се повеќе и повеќе се зголемува и свеста кај градоначалниците за значењето на овие ТИР-зони кои што се отварат ширум Република Македонија и буквално не знам дали постои некое место во нашата земја каде што веќе и ги нема. Оно што и министерот Ставрески го соопшти, и министерот Јанакиевски во повеќе наврати за капиталните инвестиции во делот на транспортот и инфраструктурата се за пофалба во секој случај. И ако се вратиме назад минатите буџети, може само да се констатира дека она што е ветено е реализирано или е во тек на реализација, и тоа ми дава уште поголема сигурност кога говорам за реализацијата на најкрупните капитални проекти во оваа област, и најмалку сметам дека е нескромно ако се потенцира дека од осамостувањето на нашата земја до денес најкрупните инфраструктурни градежни проекти се направени токму во инфраструктурата. Не за последните можам да потенцирам 20 години, него и 50-тината години последни не забележав ваков градежен инвестициски бум во нашата држава. И кога сме кај градежниот инвестициски бум, не можам да не напоменам уште еден факт кој што беше само пред неколку дена на дискусијата за транспорт и врски, кога колешката од опозицијата истакна дека било жалосно ако растот на економијата, ние колегите од позицијата само го перцепираме преку кубиците на бетон кои што се вградени во невкусно изградените објекти, и дека за жал грлото на колешката не можел да го излечи само од проектите кои што владата на Република Македонија ги гради во нашата земја. Јас сам уште еднаш ќе потврдам дека да, точно е тоа дека ние пратениците од ВМРО ДПМН, и верувам и граѓаните, токму ова економска експанзија гледаме преку вградените кубици на бетон и вграденото железо во сите изградени објекти, и токму во градежната експанзија го гледаме, бидејќи во едно вакво тешко време, верувајте дека градежништвото и вложувањето во градежништвото беше главниот носител и санатор на сите негативни влијанија од економската криза, и затоа сосема е реално и буџетот во 2015 година е наменет поголемиот дел во сферата на градежништвото. Се издвојуваат финансиски средства за реализација на крупни инфраструктурни проекти, и за наредната година се очекува раст на истото од 7,5%, што секако е за пофалба. А за колешката која што има алергија од проектите на ВМРО ДПМН, јас само можам да ја кажам дека мора да си бара друго чаре за тоа, бидејќи ова влада нема да престане со реализација на проекти од областа на инфраструктурата, од областа на градежништвото, од областа на здравството, од областа на земјоделието и така натаму и така натаму. И ако се има во предвид дека ние легитимитетот го добиваме од граѓаните, тогаш сосема е логично на ваков начин преку проекти, преку развој на економијата да им вратиме на нивните барања. Огромни чекори се направени во делот на реконструирањето на железничката мрежа, во енергетската инфраструктура, реализирани инфраструктурни проекти широм нашата земја, патната мрежа, било да е регионална или локална, и поголемиот број на градови и села после долги години добија канализациони системи и водоводни системи. Сето ова првенствено возможува подобар економски развој, зголемување на животниот стандард на нашите граѓани, нови вработувања, а од друга страна земјата приближуваме до европските земји, бидејќи факти ако немаме добра инфраструктура, тогаш е многу потешко да се привлечат и странските инвестиции, а тоа со себе повлекува низа реперкусии. Затоа ова влада приоритетот го става во сферата на инфраструктурата и градежништвото и говори дека навистина мислеле за иднината на нашите граѓани.
Согласно програмата со која се излезе на овие парламентарни избори, на кои го добивме легитимитетот од голем број граѓани, во сферата на транспортот во периодот од 2014 до 2018 година се понудија поголем број на проекти, кои согласно динамиката верувам дека ќе се реализираат, заради тоа што веќе и во наредната 2015 година интензивно ќе се отпочне со реализација на дел од нив. Во делот на патната инфраструктура повеќе од сигурно дека ќе се заврши изградбата на 3 автопати кои што се веќе отпочнати. Тоа се автопатите Демир-Капија Смоквица во должина 28,2 км и согласно теренските случувања кои што се случуваат или активностите кои што се случуваат на терен, значи се привршува со земјените работи на трасата, вториот тунел е пробиен, првиот е при крај, интензивно се работи на 6 мостови и исто така се работи на поставување на земјените канавки и дренажи. Значи, негде заклучно со 28 физичкиот прогрес на изградбата на овај патен правец изнесува околу 45%. Градежните работи се очекува да завршат кон крајот на август 2016 година и да биде пуштен автопатот во употреба. Потоа автопатот Скопје Штип во должина од 47 километри. Според теренските анализи, пробиени се некаде 40% од трасата, се работи интензивно на земјените работи, на пропусти, на костините и заклучно со 7 месец, некаде физичкиот прогрес изнесува 3,50%, а се очекува градежните работи негде да завршат на почетокот на мај 2017 година. И патот Кичево-Охрид во должина од 57 км на терен, значи се пробиени околу 25% од трасата, пристапни патишта, дел е полн, се работи интензивно на земјените работи, пропусти, косини и така натаму и се очекува патниот правец некаде да заврши на почетокот на февруари 2018 година, каде што ќе биде и пуштен во употреба. Исто така е предвиден изградбата на автопатот или крак од Требениште до Струга, како дел од патниот коридор 8, што е од исклучително значење за поврзување на Република Македонија со Албанија и се разбира за развој, економски развој на овој дел од Република Македонија, кој што морам да признам дека е во известна стагнација во однос на другите региони од Републиката. Во овој дел ќе остане еден мал дел кој што треба да се реконструира, тоа е патот помеѓу Кичево и Гостивар, тоа е специфичен планински предел кој исто така ќе се решава по пат на јавно-приватно партнерство, целокупната документација во фаза на подготовка. Искрено се надевам, бидејќи доаѓам токму од тој крај од западниот дел на Република Македонија, проблемите со превод, стража веќе можеби ќе бидат и минато. Во делот на изградба и реконструкција и рехабилитација во патната инфраструктура се предвидува до изградба, надградба или проширување на околу 30 патни правци, меѓу кои автопатот Велес-Катланово, како продолжување на проектот Катланово до Велес. Значи, во овој дел се работи на подготвителните работи, снимање на постојната сосојба на асфалт, вадење, стругање на асфалт, поставување на привремена сообраќајна сигнализација. Се очекува градежните работи да завршат негде на средината на 2015 година и да биде пуштен во употреба вака рехабилитираниот автопат. Рехабилитација имаме на автопатите на правците Смоквица, Гевгелија, Неготина, Демир-Капија, Куманово и Миладиновци, регионалните патишта Битола, Ресен, Буково, Новосела, Маврово, Жировница, Делчево, Голат, Мокрино, Смоларе, Тетово, Пиро, Гостивар, Попчево, Белотино, Рич и така натаму, да не ги бројувам, сите сигурно веќе беа еднаш и представени пред граѓаните. Освен тоа се предвидени и 5 експресни патишта од Куманово до границата со Бугарија, Охрид, Пештани, Штип, Радовиш, Велес, Штип и Градско, Росоман, Дреново, Прилеп. Во делот на локалната инфраструктура, добро да нагласиме дека трендот кој го имаше оваа влада во реконструирањето на со години заборавените локални патишта и во 2015 година се планира да се изградат околу 122 локални патишта со вкупна должина од 200 километри.
Исто така ќе се продолжи и со проекти за заекнување на мостовите. Мислам дека со овој проект ќе се офатат уште 13 мостови по должината на коридорот 10. Значи рок за изведување на работите на Мелничкиот мост некаде до крајот на септември, потоа за работите на мостот Гемиџи некаде во март 2015 треба да завршат, работите за мостот кај Зелениково некаде наредната година март треба да бидат завршени и за изведување на работите на мостот кај Пишинце негде е јуни 2015 година. Може да продолжиме? Значи има уште многу проекти кои што треба да се искажат. Јас за жал немам повеќе време, а имав уште многу да кажам. Само на крајот да потенцирам дека и овај буџет на 2015 година пред граѓаните на Република Македонија само говори дека можат да бидат сигурни во сето на ова владата на Република Македонија кој што го планира во периодот 2015 година да го изгради на општо задоволство на сите нас и на општо се разбира на задоволство на зголемувањето на економијата во Република Македонија. Благодарам.